Живееме во време кога сета домашна и странска јавност е свесна дека во Република Македонија се врши политички притисок врз народот од институциите на Република Македонија. Тој притисок се врши преку покажувањето на волјата на народот, јасно изразена на референдум, а со јасна злоупотреба на правото и правдата преку покажување на независноста на судството и севкупниот правен систем, што е основна одлика на една демократска држава. Таа отвореност денес е изразена преку политички мотивирани процеси и пресуди против политички лидери, нивни легитимни пратеници, политички партии, преку процеси против сите граѓани кои се спротивставуваат на севкупните девастирачки политики. Прв пат, после 28 години, во Македонија сме сведоци на невиден притисок, корумпирани институции и систем во кој немаме правда. Погазена е демократијата, правото и правдата, а тоа не се проевропски вредности. Корупцијата го достигна највисокото ниво во која институциите систематски се приврзани и се користат за политички цели. Затоа сите ние денес сме свесни дека во Македонија се води политички мотивиран процес. Секогаш, кога една судска кампања завршува со нечии грешки, секогаш историјата наоѓа начин да ги исправи тие грешки. Затоа, денес повеќе од било кога во Република Македонија е особено важно да се способи судството да постапува независно и непристрасно, без селективен пристап, за да не се повторуваат истите грешки. Секојдневните сведоштва и атмосферата што владее кај македонската јавност говорат за притисоците и недовербата во институциите. Со тоа уште еднаш некој се повикува и легитимира како политичка елита, која до самостојувањето, освен своите лични интереси, никогаш не ги застапувала интересите на македонскиот народ. Денес се врши политички прогон како резултат на движењето од една во друга крајност, што е всушност клучен елемент на своевидното обележение на ово владење. Денес се бара одземање на пратенички мандат за пратеник по ранешен долгогодишен премиер на државата. Ваквото свесно водење на процесот од владеачките политичари води кон длабока, но и општествено морална девастација. Наместо како пратеници, како избраници на гласачите, да се делува во насока да се решат реалните проблеми на граѓаните, овде некој делува како хипнотизирана гласачка маса, која воопшто нема обзир кон тоа што го ветиле пред граѓаните. Дали сте свесни воопшто дека во целото своја работа постапуваме и постапувате спротивно на дадената заклетва дека ќе го почитувате и штитите македонскиот устав. Согласно член 98 од Уставот на Република Македонија, постоечиот устав, судската власт ја вршат судовите. Судовите се самостојни и независни. Судовите судат врз основа на уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласно со уставот. Република Македонија денес, за жал, нема самостојни и независни судови, а пратениците се судат во политички мотивирани процеси заради искажано мислење. Пресудата за пратеникот Никола Груевски е донесена во процес во кој ниту е докажана штетата на државата, ниту е докажана некаква материјална корист со кој што противправно се стегнал пратеникот. Предметот, кој е главен доказ за ова така наречено дело, сега е во рацете на некој друг, кој секојдневно се вози со тоа дело. Се возеа и се возат сите странски гости, од кои некој го црпи и легитимитет. Затоа некој одамна нема легитимитет ниту пред народот, ниту пред гласачите, ниту пред уставот, ниту пред законите. Политички процес кој се нарачува и реализира преку целосно девастирање на судството, правото и правдата, потребен за дефокусирање на јавноста, денес се пресели овдека во собранието. Денес тука треба да се допоништи демократијата, тука треба да се дополни погазувањето на демократијата, почнато преку газењето на судството, правото и правдата во Република Македонија. Тоа се политиките на оваа власт кои ги водат на ова парче македонска земја. Политиките
со кои се гази македонскиот народ и стремежот преточен во преамбулата на Уставот на Република Македонија. Затоа, пратениците од пратеничката група на ВМРО-ДПМ и Коалицијата за подобра Македонија ќе биде против за одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски. Да истакнам дека во Република Македонија после долго време, како никогаш досега, владае законот, позитивните законски прописи и правдата. Нешто за кое што сите ние сме сведоци и за кое што заедно долго сме се борели. Почитувани присутни, правда мора да има. Република Македонија е правна држава по која законите важат подеднакво за сите. Никој не е над законите и никој не е над правдата. Секој оној за кој што има судска пресуда, за кој што има судска одлука, дека ги прекршил законите, мора соодветно да одговара за своите постапки, без оглед на неговата политичка припадност, верска, национална припадност и без оглед на тоа во која функција се наоѓа сега. Тоа особено се однесува на личностите кои што пред се се избрани од граѓаните и ги застапуваат нивните интереси. Оној за кој што се докажал дека ги прекршил законите е несоодветно да биде дел од законодавниот дом, да биде дел од домот каде што практично законите се донесуваат, се подобруваат и унапредуваат и да биде дел од домот кој што ги застапува граѓаните. Затоа како пратеник во Собранието на Република Македонија барам од Комисијата за мандатно-имунитетни прашања да донесе одлука за одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски. Сметам дека со правосилната одлука и со упатниот акт за издржување на казна затвор, сите аспекти на пресумпцијата на невидност се веќе исцрпени, а тоа пратеникот Никола Груевски го прави недостоен да биде дел од законодавниот дом и да ги представува граѓаните. Како пратеници, избрани од граѓаните, имаме обврска двојно повеќе да ги почитуваме законите и да внимаваме законите да се почитуваат, а не истите да ги прекршуваме и да се обидуваме да ги заобиколиме. Не смееме да дозволиме никој да побегне од одговорност, а најмалку да се заскрива зад пратеничкиот мандат. Правда мора да има, почитувани присутни, почитувани граѓани. Ова денешна седница нека биде пример кој што во иднина ќе ги потсетува сите избрани функционери, особено и актуелните функционери. Јас припаѓам на, условно кажано, парламентарното мнозинство кое што избра оваа влада и практично извршната власт во Република Македонија. Ја користам оваа прилика да испатам апел оваа седница да одзвонува, да ги потсетува сите избрани функционери да не се дрзнат да го прекршат законот или да се обидат да го заобиколат. Законот кога тогаш го стигнува секој. Ова обврска која што има нашата комисија, ова обврска која што има собранието е многу неблагородна, неблагодарна. Сега ќе кажам и зошто. Собранискиот деловник разпознава две различни ситуации, два различни типа на случаи, кога собранието може или мора да го одземе мандатот на одреден пратеник поради изречена пресуда. Првиот случај е така нареченото автоматско одземање на мандатот, односно кога пратеникот или пратеничката е осудена на казна затвор во траење од повеќе од 5 години. И тука воопшто нема никаква расправа, едноставно се констатира дали е изречена пресудата и дали казната затвор е поголема од 5 години и се продолжува со постапувањето. Но сега ние се наоѓаме во вториот случај. Односно, кога е изречена казна затвор помалку од 5 години и ние сме тие кои што Уставот и кои што деловникот на Собранието на Република Македонија ги обврзува да измерат и да одредат дали таа конкретна пресуда го прави тој конкретен пратеник недостоен за вршење на својата функција. Во овој случај, јас мислам да. И сега ќе објаснам зошто. Да бидеш пратеник е должност, да бидеш пратеник е обврска, но и да бидеш пратеник е привилегија. Позицијата пратеник е единствена позиција во државната власт, каде што си државен функционер, иако
твојата политичка опција можеби не победила на парламентарните избори или можеби не успеала да формира влада. И како таква положбата на пратеник е уникатна во македонскиот правен систем. Главната причина поради која што мислам и поради која што тврдам дека мандатот на пратеникот Никола Груевски треба да му биде одземен е токму фактот дека пратеникот е осуден за кривично дело на злоупотреба на власт, кривично дело на злоупотреба на довербата на граѓаните. И овде сакам да подсетам, да, беа изнесени наводи, беа изнесени обвинувања дека се прави дека се уништува поделбата на власта, дека се прави пазар и се погазува, дека наводно се погазува изборната волја на граѓаните изразена на референдума. Но ќе повторам, но оваа седница не се расправа за поделбата на власта, таа е утврдена со уставот. Ние имаме уставна и законски деловничка врска да расправаме. Исто така, предмет на оваа расправа не се ни резултатите од неодамнешниот референдум, дискутиравме и за тоа. Предмет на оваа расправа е дали Никола Груевски со пресуда од 2 години казна затвор за дело на злоупотреба на власт го прави достоен да продолжи да биде пратеник и да продолжи да зема плата од џебот на граѓаните. Јас сметам дека не. Јас ќе гласам дека тоа не го прави достоен и ќе гласам за одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски. И нека ова постапување на комисијата биде поука на сите сегашни и идни функционери. Да, ние можеме да одмериме, и овој случај имаме таква обврска, да одмериме и да утврдиме дали нешто го прави достоен претендикот или недостоен за вршење на функција. Ама власта која ви е доверена, тоа е обврска, привилегија и должност пред која нема ескивирање и нема избегнување. Должни сме да си ги почитаме, да си ги почитуваме обврските, да си ги почитуваме должностите, а ако не го правиме тоа, ќе бидеме повикани на одговорност. Предлогот за земање на мандатот на претендикот Никола Груевски врз основа добиеното известување до Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција за пресуда КОК број 59/17 од 23.5.2018 година, со која претендикот е осуден на казна затвор во трајање од 2 години, го ставам на гласање. Кој е за? Горан Мисовски. Добро. Се извинувам за техничката забава. Констатирам дека комисијата со мнозинство гласови заклучи до собранието поднесе извештај со предлог за одземање на мандатот на претендикот Никола Груевски врз основа на добиено известување од Основниот суд Скопје 1 Скопје, Оделение за организиран криминал и корупција за пресуда КОК број 59/17 од 23.5.2018 година, со која претендикот е осуден на казна затвор во трајање од 2 години. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, ја заклучувам седницата на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија. Ви благодарам за вашето учество на седницата. Со 5, што се мнозинство. Вкупно 9 члена има, 5 гласа се за, што се мнозинство. 8 члена со председател, 9 члена. 5 за, да.